Текстилните и кожарските компании бараат државна помош за набавка на нова опрема и осовременување на производниот процес. Тврдат дека само на овој начин ќе успеат да ги спасат компаниите и да останат конкурентни на пазарот, зашто работници во оваа бранша има се помалку. Единствениот начин да обстанеме е да инвестираме во опрема, во современи автоматски машини, да почнеме со комплетно производство и креирање сопствени брендови. Нашите компании го зголемуваат извозот, вкупниот приход и девизниот прилив, но зголемувањето на бројот на работници и да сакаат не можат да го остварат поради недостигот на работна сила на пазарот на трудот. Кога би имало расположива работна сила што би сакала да работи во текстилната, кожарската или чевларската индустрија, 5000 работни места се веднаш слободни. Секоја конфекција е подготвена да вработи 20 до 30 лица. Беше истакнато на пресконференција во Стопанската комора. Токму и поради ова текстилците и кожарите се крстат на евентуална модернизација и автоматизација која би овозможила со истиот број вработени да се извршува поголем обем на производство, односно да се зголеми продуктивноста. Токму текстилната и кожарската индустрија би требало да имаат и најголем бенефит од новиот закон за финансиска поддршка на инвестициите и усвојувањето на амандманот кој овозможува подеднакви услови за економски раст за сите компании. Деловните субјекти од кожарско-преработувачката и текстилната индустрија најдоцна во рок од 2 години од денот на влегување во сила на овој закон може да поднесуваат барања за исплата на финансиска поддршка за реализирани оправдани инвестициски трошоци. За разлика од досега, кога предност имаа само странските компании, овој закон ќе овозможи подеднаква поддршка и на домашните и на странските компании. Текстилната, кожарската и чевларската индустрија вработуваат 65.000 лица или 20% од вкупниот број вработени во државата. Само текстилни компании во земјава има 800 со 35 до 38.000 вработени. Од нив најмалку половината ќе можат да конкурираат за поддршка за инвестиции, а некои веќе почнале да вложуваат и во опрема.